Здраво, добро дојдовте во моето ново видео. Како што читавте по насловот, денес и неколку други денови се подготвуваме за зимница. При крајот на септември и почетокот на октомври традиционално подготвуваме зимница која ќе јадиме после преку зимата или пред зимата. Ќе видим. Меѓу време треба да се појди до кај баба ми, оти кај баба ми ќе биде то подготовката и ќе видиме како ќе продолжи. Претходното видео веќе видовте. Ова видео ќе биде за спремање на зимница. И сега што ќе правиме? Сега прво ќе ги брешиме овие, после ќе ги чачкаме. А инако баба ми е. Ова. А како се вика ова? Форма немам. Прежени пиперки, пинџур нека биде. Пинџур? Пинџур. Добра, ајде. Пинџур. Така да, ова видео ќе биде со зимница. Да ме искористат, а дури сум овде, уста. Ова. Да ме искористат. Па, на рацале. Дополнителна работна рака. На рацале, пиперки, домати. Мора да се искористи. Ќе има заселување. Овој пинџур го прават бабата и внуката. А ова традиционално јадење? Билепско или? Па традиционално, кој го прави, го прави. Овие си пиперки капија. Да, Црвена капија. убави се. А селска каква е? Другото. Убава или? Не. Секој различно. Кој како има, кој како знае, така прави. Сега убаво се бришат пеперките и се сечкаат во шерпа. Новите шерпа. А што е тоа? Во тенџере длабоко. Не, со шерпа, со е Тоа сега. е, па тенџере длабоко. А. Ај, стари зборови Тоа не правиме ми ајде. користи. Стари зборови не ми користи. Чуди се овде Истото. пред камера со ето. во истото тенџере што правиме ајвар. Ај па наваки јави. После убаво се сечкаат. За прашање.
поситно. Поситно. Да, И тоа јас ќе биде така. да. А. Сега, главно, како е сега ова? Сега Дај, прво, покажи. сега прво се сеска ова, Добро, тоа да се се вади. пуска. И после се клава ова вака. За пржење. И се сеска. Јас се не можам да го фатам ова. Сето му тоби. А? И семето, сето. Сега семето? Се дели или? Не, Аха. целосно. Јас се... Само така, исти да биде. Е така. Сега ја се трга настрана. А, Ајде, на страна, остае внукат. Да работи. ова двајца не го работа. А другиот се работи. Реално. Другиот ги брише донатите. А место он тука нема. Така пише. Другиот ги брише донатите. Добро, те се лусаат. Исто на ситни парчиња. Ај текни ова лица. Поситни. Тие по-наситна вака. По-широките што се, уште поеднаш подолжно. Овие големиве, уште една, види го тука да не е. Е така. Ете е ситно. Не, широчината. Обратно заврти го. Од кога ги исцецкавме пиперките, сега преминувавме, каде што можевте да видите до каде се пиперките, а сега преминуваме на црвени домати, да ги омелиме и после ќе видиме како ќе биде. После ќе видиме. Еве масинава, не сум... Еве ги. Ајде сега со масинава да видиме како ќе ги изве. Малку ни прави се потоплеме. Во поставувањето. Подолно, како мала, многу сакав мелење. Многу. Имавме една стара, како се вика тоа? Кога вртевме. Машина. Од тие старите и многу ги сакав тие масини, но да бидеме модерни. Сега треба со модата.
сега да видиме како ти има се проблем. Еве ги доматите, веќе се спремни со пиперките, друго прво со И треба. сега се тура масло. Ај тури. Колку? 700 грама. Ајде. Чекај. Еве ги сега готово домативе, подготвени. Сега што треба да се тури? Сега се тура масло. Колку? 700 грама. И се подготвува за печење. А ми го време мајка ми го пали окнот. Дојде за припомос да ни помогне. Е така. Да добие еднолично смесо. Дај. Чекай снимаме. Еве сега мама го еден дел го презема видеово, дојде конецот работа, па да ни помогне. Што да кажам? Тој што си е печен си е. Нема одма. А инаку треба се јасо да... Ама дојде точно на време. Печениот си е печен. Колку треба ова? Млако или? Треба еднаш да се засили углот. Не, инаку, млако да се... Да. Ана? Жешко со жешко. Направи баба ти лупче. Писецка лупче. Ова? Да. Не знам. Се клава и лупче. Се Да? клава и макдоновче. Се клава и морковче. Ама кој како има желба. Не знам. Па, ова е старски рецепт од баба, од прабаба. Само се работи по дење, а не на зајбисонце. Пак е дење. Па е дење, ама не може да стаса. Дење е уста. До 7-8. Да бе? Од 10. За нас ќе види. До тогас.
Ова капке иде. Као капке иде онаде. Е, па добро де. Врнело, грмело. Мора да се направи. И каква среќа имаме? Да поцени и да врне. Која ние ќе онади. Да печиме. Ми падна капка. Оди внатре. Или се спрема. Оди внатре. Ото. Инаку еве го. Полека стартува. Кајде е готов овој и се спремаме да го вадиме. Со клавас, Ја? со клавас, Лук. Толчен лук. И убаво се меша. И сега ќе му додадеме сол. Ситна. И пак убаво се меша. Да се разведе солта и лукчето како целата содржина. Е сега. Не го снимај, пробам дали е солено. Добро утро. Денес е вторден. Многу е латно, не знам како ќе се работи, но мора да се испечат пиперки за ебар. Па, не знам како. Латно е. Сега, денес треба да се чисти и да се подготвуваат пиперките за ајвар. Денес по распоред е печење, а прво да се избрисат. Ти се прокане. Ама како да го направам ова, појма немам. За да Ај, со ова да видам дали ќе држи. Да ги чиста и да Ова така печење. го измети. Не, уште така. Од това сите се залепиш, одека се брисани. Ама ќе му откривам вода и така. Добре, Инаку како? Сега печевме и кладовме песок долу да не се запали. И сега треба вода да се клава на спадата. А тие валка. Вода ќе се клае и тоа е тоа. Имаме 3 вриче.
пиперки. Колку се овие пиперкива? Колку се? 20 има? Кило? 20 има кило? Оќе, едната веќе има 50 кила. Така да, две. Таа беше отворената? Не, ова не е отворена. Што вадам јас моментално. Таа така беше отворена. Не е отворена. Што вадам моментално. Мутава отворена вам ја кочнуваш. И така Ама не е, туку се снечкава сапо. Добро де, и та на исто влегува. Во исто влегува. Ние прилепчани, кога иди есента, септември, октомври, не знам кај другите како е градој. Ја чуваме традицијата и само да видите да помирисате во Прилеп како мириса од секоја куќа. Во секој мало дека се подготовките за ајвар или за зимница целосно, кој како може. Така да, тоа е тоа. Не знам, ние не можеме кај нас да правиме зимница, дали што си правиме некој семејство во стан. И знаете, во стан со закон е забрането, нели, да се прави зимници. Па имаме кај бабама. Да направиме зимницата, така да кај бабаме добре дојде секогаш. Може се прашувате зашто вака се соделови, зашто не е како убрзано како кај други видеа што ги прават. Јас реално нова сум на YouTube цената и реално не сум каде во самата апликација каде се прави за убрзување на работите, нели? Побрзо да оди. Така да се извинувам, но дури не научам кај е убрзувањето, постојано да е пустена камерата, ќе биде вака. Реално мислев ова сезона дека ќе се спасам од пиперкива, но не е испатено. Не, ова сам. Реално, ја сакам зимница да правам и намерно есента ја правам да не бидам активна и да можам да работам. Инаку узивам реално со зимница и поќе узивам да ми даите зимница да правам колку да чистам. Тоа можевте да го видите дента која се тоа видеото со која ме касни мајкама која морав да чистам како покасна. Најмногу што мразам, но секогаш некако успевам мајками да ме натера, некако успева да бидам во фокусот за чистење. Не знам како успева да ме убеди да чистам.
ме сакала сум со правосмукалката. Така. Не многу се домара. И поради таа правосмукалка ќе ме натера да изживам робот правосмукалка. Да не ме начи. Многу бавам. Еве некои билети си собија да си зазимав. Инаку многу маразам чистење. Не можам да потнесам чистење, ама секогаш некако се успева кон мајка ми да ме натера да чистам. Некако, не знам како, но успева. Може, не знам како. Музеот ми е мајка. И се некако да подстапи со мене. Да ме убеде. Абе, си водим се до тука. Еј. Остај. Абе, каде су тука водим се до тука? Ако нека биде водено да секој случај. Абе, нема многу да пакаш. Не. Ако, значи... Не, ако. Залце ако патни, да може да го изгасни. Не ми да го водим каде. Да може да го изгасни. Да се намасоправам. Инаку... Како? Ако патате некој садце на кебето? Супра иде го. Там, знаете, не го водили вајде. Там, знаете, нека да такова. Дури да се затвори. Сама. Ама таму, знаете, Але е затворено дури да прекини. ама таму нема копа. Нема. Ова го полнам. Дури да прекини. Се така... И треба и на тоа време. Сега прво да се однови. Да не слушай тоа, учени. Знам. Да видиш. Знам. И столцево си го наводени. Во сето перење. Никој не гледа. Гледав на телефонов. Кај е усената? Секоја сам ми бил проблем ова паленјево. Ми било. Така да, ајде сега го видам. Дали од прво или од многу пати палење. Снимам. Или од многу пати. Да биде снимано. О, не знам. Видите и сви. Ото цигари ве каптирала.
Извајас. Имите рибас. Од јајца нешто имаш? Онде барав, ама не можам да гледам во она. На скалата, до скалата. Имам 3-4. Да уđeš, Каде? да видиш ти. А. Ајде да видим. Едно не гледам, а друго ми е страх по скалата. Неколку ќе се напијам вода. Ајде, буцај, ајде, ајде. Запали се од прво, те молам. Запали се, ајде. Од прво, те молам, те молам. Ајде, 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 ајде. Запали се. Не успеа. Зошто не успеваш? Зошто? Воде бети. Еве успеав конечно да го запалам. Ајде да видиме како ќе помене. Ми го време, дури се пицат, ми тикна и на работа. Запалја во насител. Гледав утеринска програма и има се една содржина што јас и мајка ми не ја прифаќаме како онаква. Работа да околу малите деца тие што ја гледа денеска утеринската програма знае за што зборувам. За маливе деца дека ако било градинка или на училиште самото дете, ова дека ако било самото дете на училиште или градинка,
дека не требало кој ќе го земаме од училиште или градинка или кој ќе си дојде. Не требало да го прашуваме како поминало, соправило, дали го скорнале или не. Не знам, беше тој психолог, педагог, што зборува се утилинската, дека како ние големите што се правда се така, како ние големите што се не поминувале преку денот тешко, ако можам да го најдам, ќе ви ја покажам дека можела и тие да поминат. Велам, тука не е причина, но ти подај еден случај што неодамна ми се случи кога семејство, што страдавме од дете мало, кое точно така не било домашно воспитано, оставено на милост и немилост. И дека ние, јас и мајка ми рековме тоа не е вистина, дека не треба да како се вика тоа, да го оставаме демек да не го прашуваме како поминал дента. Поради ова причина. На 8 септември ова година снимавме видео, ако се сеќавате, кој појце ја не вида мајка ми, беше. Така убо, споминавме тогаш на снимањето, можете да го видите, ако сте го гледале тоа видео, ако не, погледнете го. Кога се не му беше скъсена раката и се цеда пусти. Не цеда, туку во неделата вечерта пусти еден денско видео. Видете го ако не сте го виделе. До тоа видео е скъсена брат ми раката, зостото беше скъсена. Од тоа да не ги працуваме, од тоа домашно воспитување 5 минути барем по дента нема ни застанато со детето. На 8, како што реков, го снимавме, а до 8 беше ни еднаш, ни два пати да му се велеше, одма сетнува се да учиме или да пишуваме домашно. Како секој ден, така и тогаш. Ми го време. 8 не беше вработен, не одеше најнормално да ми е на училиште и го снимивме. Сега, од 2 дена подоцна, на 10 септември, брат ми го фалат на училиште, дека стасувал на време да дописито не беше во пракса, така. Инако, дека бил мирен и тоа не беше во пракса.
и дека тоа го скорна Неденко, дека знае. Самата учителка го кажува тоа. Оти трето одделение, братне. Имаат 4 часа во денот. Помегу третиот и четвртиот час има 5 минути пауза и најнормално секој професор, секој учител оди до канцеларијата. Не се носува апарат, но може и треба да појде. Во тоа време, дури учителката во тие 5 минути од одморот, дури е горе, Дамјан туку така си стоел, како ние што си стоиме, без да знаеме дека од назад иди опасноста, и го турка. За среќа, Дамјан му такнал во тоа време единствено рацете тука да му бидат пред ова, пред масите и ја краси ова. Десна рака, долна коска од рака. И најнормално, тоа што е скасено и дури оценато, го имам тоа чувство какво е, го знам како е и каква е болка која е скасена, а каква е која е оцената. Плаче, најнормално, што се очекува и ние да ја скасиме дали било рака или нога и ние ќе плачеме, најнормално. Сега, мајка ми тогаш без овото сабајлета недела и која е овото сабајле мајка ми до 1, таа се станува во 5, а работеното е некаде 6-7 ако не лазам, до 1. И која ќе дојде, најнормално тој што станува тоа сабајле, да има навика да прилекнува. И јас со најза се погодувам и јас си реков, ајде да прилекнам, дори имам усноса да прилекнувам. Нема да сета на збор, ако беше сатот 4, нема да сета на збор. И се обувам на мајка ми, учителката што му е класана. И вика на мајка ми, дури побрзо, Дамјан плаче. Раката му е и плаче. Мајка ми, ненормално, како секоја мајка, ќе појде. И кога секој родител, најнормално. Кога пуцала, кога видела со јас треба се кепаваме, да се начекаме со мајка ми, па да видиме како е. И кога видела со дека како се случило случајот и што тоа дете, можете да замислите како погледа испадател на мајка ми. Како некој убица. Некако виновен дека ова. Што испраќа, што ги гледаме по судиите. Како некој манијак, вика мајка ми, дека испраќа. Седел
во една клупа на страна и така поклетим. Така, јас не сум ништо, одам прибаваме, кога гледам да ме плаци, тоа бидува. И зал ми е што тогаш не успеав да ви ја сликам раката каква му беше, дека овде како одвоено му беше и си викав, оти се смири едно време, си викам, добро, може е оцената. Ни на памет не ми паѓа дека може да е скъсен раката. Ни на памет не ми паѓа. Зато ме нема се толку време. Отвај некако го убедивме за во болница да појдеме. Ја нос се појдовме. Сега, со се случи во болница, ми кажува дека е скъсена и дека треба да е моја месец. И не е нормално да ми ја во секој што ќе му е месецот, не на голем, не на мал, туку на голем, ќе плаче. И ќе вика. Може големиот малку ќе се восадаси, но мало дете, и то како вика. Јас го знам по мене. Оти јас си ја скъсив ногата и леле, аман. И се кажува на учителката ми го време, дори повторно се снима дали е уво наместена, ваму таму работи. И кажува на учителката дека му е скъсена и дека до петок, беше, мислам, среда, да, среда беше, до петок, му беше од доктор дадено да не оде и во случај ако потекува она, похитно да се носи. За среќа не потеца, туку одма се смири онакво и учителкава горе го кажува најнормално случајот и ја вика родителката. Оти еден родител е, а детево мога да се викне тој. Оти другиот е умрен. Ете се погодува да биде умрен. Родителкава се правда дека Дамјан мој брат, дека го малтретирал, датка бидува, лани, и дека прво Дамјан, и вие можевте да го видите неколку пати, Дамјан, ако малтретира некој дете, самото дете нема да биде такво, туку ќе биде сосема подобро. И плюс лани насиот Дамјан не може се да си дојде дома од него. Секој ден, после училиште, сака се да иде кај нас, а еднаш, два пати ќе дојде. Ај, деца се да си поиграат ова, но нема се иса. На секое зборување, ајде да се оди ова она, за 5 минути вика се. Цела година тоа се случи. Тоа е момент ова да му се случи. Да, за
прасувам во. И ве молам одговорете ми во коментар. Пише, дали треба да не се кажува, да не се прашува со се случувало денеска, како полека вети, како ништо да не се случило, кога ќе се земи дете од училиште, или треба да го прашуваме кој те се коронал, по кој предмет, дали знае се, дали има за домашна, тие најосновните прашања што реално се прашува. Деца. И по моје мислење треба да има домашно воспитување. Чекај ова. Оти. Сите некакво воспитување реално има. Дали било онако добро, лошо воспитување. Секако има. Дали треба да се воспитува на домашното воспитување? Не е тоа невелама за уличното, сите улица сме разредени и се наиме реално и криди. Такви, барем за јас се туди растав, го фати момento. Не сум во другиве градови како е во, посебно во Скопје, ако има луѓе што ме гледа. Сега немам ниту едно дете на улица. Те се деца кој на телефон, кој на таблет, кој не би. Дали треба да се воспитуваат и тоа се бајлео што го солуса е вистински не воспитувај. Не криза. Постојано, ако ме сколна денес, ако не, нема да учење кој ме не гризи. Така не. Истото дете, лане, дојга од друго училиште, и што да биде мирно, то реално повредува уште едно дете, кое јас не го знаев тој случај, инаку би го снимала одма. Би се го доснаваме тој случај кога една та вечер, 11-12 тука негде, кога се обидував некако да има страв голем од тоа дека денес се спасив, ама утре не знам, ќе ме нападе. Голем страв има влезено во брат ми. Дури го убедував да писува, да учиме, дека нема ништо да му се случи, дека тоа ќе биде сега касна е тоа оно. Ми го време, со мајка ми на Вибер, не знам дали ќе можам да ви направам копи-паст, така го викам тоа, и се видна што се вика потоци. Дали и казува родителка една, што била лани со случајов,
Лани, јас кога го читав то бев и то како вознемирена да утре дете мало, тогаш сигурно 6 години, 7, не знам, дека ми му е роден денот, кога се случило, но детето докато добило лош удар од истото дете, што замислете повраќало золтило повраќало на училиште. И 3-4 дена се бореле докторите со системи, со ова она, да го спасат. Можете да замислите колку голема сила, се извинам на моје, може да употреби дете од 6-7 години неполно, кој ние реално имаме силата како голем. За размислете. Толку силно да удри некој дете, а самото дете, можете да размислите како е сега во состојба то дете. Јас ќе го снимам реално то видео и мора нешто да се направи, но не е нормално родителката претешно немногу се пласи за своето дете, па другите ќе биде послекало, тоа е нормално, нели? Кој ќе биде немногу ќе се гледа за своето дете, околку за некои други. Ова е како еден вид вовет кој ќе биде то видео. Јас се и рекам на родителката кога и да биде спремна, што и да биде, мојот канал секогаш ќе отворен. И сега гледа само и да се направи како да се случајов и дадовме голема подршка и од нас да го кажи случајов у нас, каде и да прашува. Прво одделение кое учело во Добре Јовановски, тие што не се откриле, Добре Јовановски е Трисло училиште, во тоа училиште буквално учат роми, реално, но има и начин, но поголемиот популација на деца, викам, е ромско. Ето, по лична карта и ние се потребна Трисло, но ние не ја сменивме личната карта, не се можело, и тогаш живеевме касарните, тие што се отвиле псенат, но тие што не се отвиле патот кон езерото, е касарната. И тука, ако сте биле кај езерото Пилепско, ако сте ги забележали, има жолти згради кои се градени од касарната и
тука живеевме, а од тука до училиштето и тоа како е далеко. Го преместивме за во Киев. И тогаш патна во клас да биде со Дамјан, но не е битно ова. Таму родителтава се правда така го малтретирале ромските деца. Реално добро ромски се, но е познато дека може да малтретираат, но до толку малтретирање што сега ќе ви го кажам, не, сигурно не прават. Сигурно. Дошло го малтретирале и дошло до фаза, нема крај, назад, само во дете, и од дома село нос. Нос, не велам за овие мали носеви, што се за салата, сечкање, ова, велам нос за леп. И за поголеми, за месо, ова. Домасни, тие големи. Село таков нос и посла на училиште, а училиштето само има подозрекува за обезбедување. Како го преминало обезбедувањето, појма немам. И изведено своите соученици нос. Замислете, нос да му изве на своите ученици 6 години. И секако, родители кои живеат близко, има и родители кои живеат еден далеко од самата област на училиште. Можете да замислите да ви се јават дека вашиот клас, каде што учи ваше дете, има нос. Дека има изваено нос. Небитно, некој живее. Што се посредните куќи од Рисала, некој живее близко. Можете да размислите какво му било на секој родител што живее далеко, да дојде до училище, не сам, ни да знам. Јас не сум мајка за сега, но таков стрес е голем. А ова покажува толку мирно мајкава, што не стресе мене и мајкава. Толку мирно го каза како, например, што ние реално кажуваме, например, за Америка, пример, некаде друго место, каде што не е дова, твојата дом. Пак некога се случува, нели, да имаш вознемиреност во гласот, во самиот однос на тело. А кај мајкава, го нема се тоа. Можете да го размислите тоа, така да го нема тоа како вознемиреност. И да го кажува кисина за кое друго дете се станува збор. Небитно. После отвај го спасила од социјални кризи детево.
Инаку ќе и го зеде детето. И истина како? И после го бека до тоа училиште и тој га до на сето за другата година. И ова ми се случи. Ова е еден вид вовет, е да предичекува мајката, реално мајката да се смири, да помаѓа. И плюс на сето и од случај да биде казано ќе биде во видеото. Па това се въпросува. Дали треба да го прашуваме самото дете како поминало, како било на училиште, дали го скорнале. Оте ова е нов тренд, е реално, каде што не смеш ни да прашаш, така го доживеав Сабајлева за своето дете. И да му исвеј нос на своите соученици, не сме се да го праша зошто и како го направите. Малку почнете да ги учите вашите деца. Почнете да ги учите вашите деца. На домашно воспитување барем 5 минути денот. Не ви се бара многу. 5 минути денски. Со е вредност. Со е домашно воспитување. Со е домашно воспитување. Барем учете. Оти, не би, ние ќе ги учиме. Ние ќе му речеме, ако денес, пример, го утри некој дете, например, сам глупост, ќе му кажеме дека тоа не чини, дека ќе биде скаснета, например. Не му ја давајте таа слобода. Сега, дури се мали. Да знаеш што е лошо, што е добро. Дека лошото не те прави посилен. И не ги учете вашите деца на некои зборови што тие самите како криминалец, како мафијас, тие самите не го знаат да зборат. Оти, на истото дете, мајка му била во затвор и мајка му самата му рекла да зборува дека да како еден вид нели ние знаеме па некоја се да речиме знаеш кој си ти, а јас која сум. Пример, жена на не знам, Роналдо, жена на Меси, ова, знаеш која сум. На тој контекст. Не ги учета така. Оти многу пати само во дете го велело тоа. Така, знаете која ми е мајка? И кога ќе опрасале која е тие, дека мајка ми е криминалец. А самото дете не знае што е тоа криминалец.
дека тоа е лосо. И немојте. Уште не е дојдено со образованието до тие лоси зборови и не се што е лосо. Мисли дека е некоја добра титула, да речеме, како, например, што знаат? Јас сум дете на, пример, директор на училиште, халп. На таква титула мислат. Не ги учете. Малку мозок користете вие големите и малку мислите што зборувате. Но што зборувате дека во самото учење. Се направи во наредната родителска од страна на учителката и учителката е нормално били пример да ги учиме на сите деца, дека сите деца се различни, тоа е секојдневно, реално реченица што се користи, дека пример, има сиромасни деца, има богати деца, има болни, има здрави, ама не секогаш исто. Не може да ги учиш децата дека примерот сега со Божител, дека поразличен од нив, која не може и самиот мој Дамјан или то дете, или тие деца што му исваело нос во класот, дека треба да се дружат, дека знаете колку сега мака ми е дури потеско од минативе 2 години, која го теравме да учи, која дури потеско е. Потеско е сега, за разлика од тие 8 дена. Да, која ќе ти се случи такво нешто, или имаме и се дека која ќе се изгори на, пример, масало, ќе дува се и во млекото. Така да, сега има и то како влезеност во нив. Посебно, после училиште, да имаме слушнато дека после училиште ги следел 2 деца и се плашат да не направи нешто нив, да не му направи, а децата живееле сосемен на друг крај. Во Дамјан ходи во открите. И кажете ми како на то дете, кое претрпило страв, ќе му речеш, пример, Дамјане, знам дека претрпи страв, но деца сте, дај да дружи се со него, не знам.
и друзи се не знам неговото војува и сепак деца сте ово. А то дете, речимо така, утре да посвајле ке го друзи. Која ќе биде вака повреден. Малку мислете, што правите и како правите. И дека не секогаш се деца. Има граница од деца и од не деца. Има граница. И престанете да, посебно до телевизијата, ако се тасува, престанете да сидите како сабајлево, дека не треба да се працува како поминале, дека имало стрес, голе, ова. Кога ќе се случи вакво нешто на дете, потоа да го размисли. Престанете да кажувате да не се прасува. Престанете. Ако не се гризи или ако се остаи, пример, како ќе завршиме како позитар. Ние со дека ќе му велиме дека на нашето дете дека сте различни, дека постојат и такви деца, дека ово. Кога ќе дојде некој никаков кој не имал ниту едно домашно воспитување, да се покајс. Сепак децата се огледало на своите родители и малку покризете се. Таквите деца што се проблематични, покризете се за не. Не, дај му телефон и че не ми е гајле пе човек. И че не ме гајле, дај му телефон. Или не иди 90, 11, 12 сатот, а дете од улица. И че не ми е гајле. Точно то што го слушавате, кој има детето. Наистина да се прибеru, ова, од сигурни информации го разбрав, не се прибира. А во класот постои еден Дамјан кој и два пати од 11 сатот не заминало детето. Туку настојувало да се игра. Ни написале домасно, за среќа. Се од ручек беа, ни ништо. Малку чукнете си главата, вие родителите што сте подноватници родители, и размислете малку. Јас не сме родител, да ви солам памет, но сме сестра. Много тешко го доби. 16 години сме разлика помегу мене и Дамјан, но
туку така да го изгуба. Бари некоја сто, ни малку. Не посветувала внимание на своето дете. Не, надо да разборам. Јас имам, да кажам, другото, кога ќе биде слободна мајката, ќе го снимам детално. И би сакала, ако има некој родител току за тој ден од Добре Јавановски да ме исконтактира, да сакам да видам што се случило тој ден. И како бил како ученик. Може и наставник. Не битно. Оти сакам да го засетите мојот брат, а точно и другите деца, што се невини, да ги засетитам, оти никој не е должен, па и некој што нема ни 5 минути да види со детето свое, да си отстане неказнен. Така да, ако има некој родител, нека ме контактира. Би сакала да е солуцирам и да прекасно. И некако, не знам како, но некако да појде видео во, а тоа ми треба телевизија, да појде видео во министерство. Што ќе објавам. Со кого? Некако да појде до министерство, до кругото на министерството. Не јави што се најдолу. Не знам кој ги гледа реално мејлот, ако се испрати. Сакам до потесниот круг да појде. Сигурно ќе се види некој, ќе види дали било нивно дете, дали било небитно. Може ќе стаса до министера и би сакала да ми помогнете од многу иницијативи почнале токму со вака споделувања, поиќе, ама за тоа видео, споделувања, поиќе, многу се случиле иницијативи, така да ми требате баш во тој миг вие. И ама ќе видиме со родителкава како ќе биде. И да се деси како вакви проблемоти реално е голем проблем. Кога лумомората, гневот, на 7 години, на 6, на 5 е олку голем да повреди с некој, кој може, посебно девојчето, не знам во каква состојба внатрешна, кој може во иднина, секако дека треба да се запозна со некој, да се засака, да започне нов живот како брако, ќе сака и деца. Не знам каква е состојбата на детето, а тие девојца во прашање. И
ќе биде ако се повреди. Ен плотна, ен способна да роди, а да се повреди, то не. Реално. Не заслужува никој. Не па мало дете кое се зал невино во овој случај. Јас не е тука. Секако треба да се... Да, лекни се. Да пшинава си порежува. Добра. Жал ми е што не го дознав овој случај порано со детета и сеќи да го дознаев, па да се преземат мерки, но никој не заслужува ваква фотонос и вакво несто. Никој. Реално. То имам, како што реков, цикам родителкава да види, да собеди сила, реално не е туку така, и да почне со тоа видео, а до тогаш ќе снимам нешто друго, реално. Дури не добивам дозвола од нејзина страна. Тоа има. Продолжувам со видео понатаму. Ви благодарам што останавте и се надевам не ве увредив на некој начин, ама разберете. Многу е лошо чувството и да многу е лошо. Продолжувам со ова, со начинов на видеова, што би се замислено, а тоа видео ја чекам родителката да биде и ви го пуштам одма. Тогаш ќе ми давате вие. Чао! Готово. Сега ги испековме, ама се толку имаме работа. Овие сите да се излупат. Ако сака некој, нека иди да помага. Многу се нелони. Здраво. Здраво. Овој ден е трет. Веќе си црвени. Треба да се пренасочат една вечер, да се исцрват. И сега, штом ова е тука, значи треба вака. Значи треба да се меат. И ајде да видиме. Трете. Не. Господи, поможи ми. Речи, Господи, поможи ми. Еве вака изгледа. Преходно заборавив да ви напомнам дека прво масло кладовме, па ајваров, 1 кило е масло овде клаено, така да сега малку е тешко за месење, ама тоа. Дури се меса баба го меса ајваров со маслото, се состави, јас треба песок. Фламам на спорето и да го запалам, да не изгори.
Така да, иде сега. Еве и новака. Еве. И ова на сподето. Да треба да се кои. За тенџерето да не изгори. Или се запаца. И во млеко горење, не треба многу силен оган да биде. На тивко се пече. Се надевам дека овој пат ќе го запалам многу лесно. Како че да 150 теско. Ајде да видим. Видете. Не ми успева и не ми успева. Ова ми е професијата позорникар. Да гаснам. Не да палам поза оган. Ама овој пат мора да се запали со немогладо. Еве, конечно успеав. Некако, не сум ни јас како. Еве го, вака изгледа. Некој клавата да и модар дома, тој е еден голем, црн. Зависи, ние не клаваме во ајвара, но некој сака да со домат. Можете да видите дека маслото се впие и епте малку, не знам, чекај, ќе се колемо, епте малку има масло од горе. Преубав. Реално. Гледате дека целосно му е земена маслото и вака е убаво. Просто колкусто знам јас за ајва. Баба ми рече дека сат и пол, значи 1,5 беше која беше и некаде до 3 треба. Да, надам па после да го види ајварот. Ама вака арене, колку што знам јас просечно, колку што знам просечно за ајварот, арене. Другото, баба ми мајсторе, реално. Сега малку ќе ви кажувам, фати ќе ве поучам за купечкиот ајвар, што е. Тој тена
сезона работев во една фирма која не е важно како се вика. За купечкиот авион како настанува. Јас се бев во првиот ланец на производството. Првиот ланец викам на која ќе ги носат соседски направени не испечени пиперките и ве молам не ги купувајте. Тие текли оти во самата текла во самиот ајвар не е така како што изгледа. Некогаш се случува затоа и отказав да работам. Те се поичеќе ми се сега тоа што го видов. Некогаш ми се случува да ми донесат да смрдат самите пиперки. Кислојни. Тогаш беше ковид време и покрај маската влегува се самата мирисба преку маска. И кислојни мириса прегрла и јас се пред да појдам таму, може и мајка ми намерно ме однесе за таму да работам. И пекав за како другиве како вас што купувате. Ајва, за ова да се спасам. И пекав да се купува текла едно-два пати само јадење и помалку тросење, по моје мислење. Може и затоа ме однесе мајка ми да видам дека не е така како што онаде. И таа сезона од која затоа и се отказав, од која ме видов со се клава, дека и расипани пиперки се клават покрај добрите. Јас таа сезона зимо не ни јадев ајвар. Од тоа што ми беше гнас. Да, направив ајвар и овој процес го направив, но таа сезона не ни каснав ајвар. Овој ме натера мајка ми дека да јадам, другата година дојде, да јадам, дека не е така како таму што работам, дека го работи самиот ајвар за себе, го прес. Па така да почна. А покрај тоа, што ни носеа такви како што ни носеа, уште еден титул забелезав што ми се скади, реално ми се скади, што ниту една фабрика не треба така. Не сум по другиве фабрики, но таа што јас појдов, не е битно која, го има сето. Има се, да не ве гадам, но има се стаолци. Покрај семкиве, што ги има пиперкава, така мирно одеа, беа горе реално, горните делови, така мирно одеа, што
не можам да ви го описам, реално. И самата гледање ти иди до повратица, дека и ми иде се то дека на со Иви Лев на мајка. И може и има некој дел, 100 дел по пиперките, не се знае, но ова така ми текна од еднаш да кажам, оти работев и така. Не се знаем. Реално во купечкиот ајва со има. И тој е 100% не купува купечки ајва. Тој знае реално какви се пиперки се клава. А тие што не знаат, не после воопшто по фабрикиве да работат, тогаш купуваат. Не купете. Оти, за вас е добро, ви кажувам. Не е битно. Ако неќите да ме слушате, не морате. Купувајте си. Но то што реално се случува се, тамо е и то како лошо по човечкиот организам. Самата семејна што ќе ми почнесе, ни малку не беше чисто. Ни малку семкиота се кара, најнормално и глувци, ќе излезат. И така да, не сум по другиве фабрики како е, но таа фабрика што јас појдов, беше катано. Може супер е фабриката овална, но беше катно. И затоа, за вас е добро. Оти не се знае сусте во самиот процес има. Тие се бе во само и од почеток, значи за вас е добро, купувајте. Учете од мене и моите грешки, кои за малку од како вас што не знам, мислам супер е, ајва направене веќе ова ќе си ќе го запечиш малку и почнуваш да јадиш и не знаеш самиот ајва какви пиперки има, затоа е натекло клавано. На почетокот ми беше чудно, вака се добри, тек тук некоја реагира. И самите жени ги клаваe. Ми беше чудно. Гледа се да се падна и ја клаваш кај ти што треба понатаму да оди таа гајба. И ми беше реално чудно и не сватливо, но после дојде таква серија која беа и то како гнасне пиперките, дури ви кажувам од самата маска влегува се преку маска, мирисот, не можеш да работиш, ни ништо, се труеш реално од самиот мирис, што е, и му те вика уште, те викам ова да си падне се доток бидува, ако клајеш во
гајбата. И затоа и се отказав. И цело време си веле, да знаете, тие што купувате текли, какви пиперки клават, нема сана си да купите текла. Каква и да е. Нема сана си. Затоа правите си го, може малку е теско. 2 дена цели може уди во самиот јод ајвар. Или опсто. Може уди. Не оди не велам. Дека не оди. Време уди, но ќе се најс дека тоа што ќе го јадеш е супер. Е чисто. Нема да биде такви работи. Да. Така да, учете од мене. Тоа имам да ви го кажам, мислам, како е сата. Теди без 10, во теди ми деца папаме, се малко да видиме. Со ќе кажи се фицата. Сега вече, Ајде. сега вече може да се види дека ајваро е при крај. Тум почна жабурки од одгора да излегува. Ајваро треба уште да се меша на потиво коган и да може да се избари убо, испржи убо. И од лајцата треба да се дели. Добро, а тоа после. Ама треба После другото, после. значи заборки има. До жабурките. Шум се појавува, значи ајваро е при крај. Добро. Ајде. Ајваро е веќе готов. Сега се посолува со сол по вкус. Малку клада. Чекај, убаво се промешува да се изеднати солта. Со тоа ајваро е готов. Сега уште малку ќе го извадиме од оган и ќе ги погодиме теглите, да се тура во теглите, а претходно теглите ќе бидат загреани на 50 степени Целзиј услови. Оти треба да биде ајваро топол и теглите топли. И се става во релна да остана 24 сати до ноќта, една ноќ. Потоа се вада од релна и се сместува кај што треба да бидат сместени. А со тоа се вакуумира ајваро и никаде нема да пропушти воздух, заради тоа што нема да се расипи. Ви посакувам добар апетит. Еве, завршивме и сега ги ставивме теклите во релна веќе и пред малку видовте тавца, каде што е прасно, као мала многу го сакав овој дел, да го мачкам со липце и да си јадам. Со утре што имаме уста? Утре продолжуваме уште едно видео и толку од традиционалното. Здраво. Нели пред малку видовте дека
има видео каде што велам дека и другиот ден ќе се прави дел како домата, но овие 2 дена не ќе можеме ради тоа што ислекува многу други работи кои не мислев ни јас ни баба ми дека ќе излезат. Денес кафе бевме на болница за брат ми околу гипсот да се види со како. Утре пак болница. Не знам зошто, но после треба да имам подготовки околу патувањето. И така да, овде завршува видеото. Вие направите го потребното, искоментирајте, лајкнете и поддржете ме. Се надевам дека ви беше забавно. Не знам колку ќе трае видеово. И ви благодарам што останавте до крај да го видите. Ленасов настинав човек. И ова се случува, реално. Посебно денеска и то како многу голем ветар има. За разлика од минатите 2 дена. Цел ден врни. И да можевме да го правиме, не ќе можевме. Поради временските состојба. Во Прилеп тоа беше. Цел ден врни, цел ден дувува, тоа тука бидува. Така да, до овде е видеото и ви благодарам што гледавте и се надевам и се гледаме за ново видео и нова тема на разговор. На гледање. Чао!